Стотици средношколци од државното средно училиште Колен Ехтенин денеска кренаа глас против насилството и зависностите кај младите, организирајќи протестен марш низ улиците на Штип. Со транспаренти и пораки тие повикаа на поголема свест за штетните последици од дрогата, алкохолот, пушењето и коцкањето. Учениците порачаа дека младите треба да изберат здрави животни вредности и безбедна иднина. Според нив потребна е заедничка борба против пороците, кои се почесто се присутни меѓу младата популација. Пораката од овој марш е подобар живот, како сузбивање на пороците, дрога, пушење, коцкање исто така, но пред се треба да започне и од нас помладите, не само од постарите. Да, маршот не треба да биде единствениот чекор за искоренување на пророците, туку очекуваме голем број на други мисии за помош на кои ќе се стави крај на ова. Не само возрастите, туку ние помладите треба да се стремиме да ги се помалку да бидат ослабени овие борци. Како што посочуваат и организаторите и професорите, преку маршот младите сакаат да испратат силна порака, дека насилството и зависностите не смеат да бидат дел од секојдневието на учениците. Тие потенцираат дека станува збор за општествен проблем кој директно влијае врз семејството, воспитувањето и иднината на младите генерации. Баревме низ активности со цел подигање свеста на младите, зашто треба да превенираат овие тенденции, како да се заштитат. Денеска е финалната активност, односно финалниот марш, каде што имаме исто така доделување и награди од литературен конкурс кој се спроведе како дел од активностите од проектот. И колешката ќе каже повеќе за целта и пропагандата, односно која што денес ние пренесуваме пораката, односно учениците пренесуваат пораката кон своите сокласници, зошто да се спречи, како да се спречи малолетничката телевизија. Целта на денешниот марш е учениците да подигнат својот глас за да се стави стоп за семејното насилство, да се стави стоп на пороците, алкохол, дрога, коцка, игри на среќа. Зошто? Затоа што знаеме дека проблемот не е само на учениците или на поединците, туку проблемот е глобален и за семејството, и за еднината, и за жалбите на учениците понатаму. Затоа ние сакаме да испратиме јавна гласна порака дека треба да се стави стоп на тие пороци. Со претходните активности кои ги имавме, веќе укажавме на последиците од нив, а сега само да подигнеме гласот и да кажеме дека приоритет да ставиме на здравиот начин на живот, а не за пороците и малолетничките. Од училиштето порачаа дека ваквите активности ќе продолжат и во иднина, со цел да се подигне свеста кај младите. Учениците пак велат дека само со заедничка подршка, едукација и навремена реакција може да се спречат насилството и зависностите.